Почитувани гледачи, го започнуваме најновото издание на емисијата Нега и здравје. Денес ќе разговараме на тема респираторни инфекции, а денешен наш гостин е доктор Тефик Сали, лекар по општа медицина. Добре дојдовте во нашата емисија. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. На самиот почеток да разјасниме што се респираторни инфекции, како се делат и кои се најчестите симптоми. Па така, респираторните инфекции се доста чести, едни од најчестите причини зашто пациентите доаѓаат кај општите лекари на почетокот, а понатаму доколку ситуацијата се комплицира, знаат да завршат и во секундарното здравство, односно во болниците. Многу е важно да се напомене дека кога ги разгледуваме респираторните инфекции, треба да ја знаеме поделбата. Поделбата најпрво настанува по анатомска природа. Респираторниот систем, како што знаеме, почнува од устата и носот, па завршува се најдолу до белите дробови и алвеолите на најситно ниво. Меѓутоа, од клинички и практична природа е важно да направиме една поделба заради начинот на диагноза, начинот на третман, и поради тоа ги делиме на горно респираторни инфекции, односно се што е од трахеата нагоре, кон грлото, носот, синусите и усната шуплина, и долно респираторни инфекции, каде што се вклучени главните респираторни патишта, односно бронхите и плеврата и белодробното ткиво. Сакам уште на почетокот да наменам, ова ќе биде доста корисно за гледачите, дека денес ќе се потрудам да зборувам малце со по-практични совети, затоа што веќе доста знаеме за овие работи, но многу е важно да знаеме како да си помогнеме сами себе и како да препознаеме доколку се заразиме со некој од овие инфективни заболувања. Денес ќе разговарам јас повеќе за горно респираторните инфекции, затоа што се многу актуелни и многу чести во овој период. Особен осврт ќе направам на грипот, затоа што сме во фаза кога грипот започнува некаде во сезоната од октомври, па трае до март-април, а декември и јануари се познати како месеци на пикот на грипот, па заради тоа мислам дека ова е идеален период да разговараме и за тоа. И во изминатиот период, токму во Тетово и Тетовскиот регион, имаше зголемен број на случаи на грип, нели, за разлика од ковид. Така и други вирози, предпоставувам. Така. Дел од горно респираторните заболувања, кои што се најчести, тоа би било настинката, грипот го споменавме. Еве сега, значи 2 години веќе се занимаваме со ковид пандемијата и таа влегува во овој систем на заболувања. Понатаму да ги споменеме синусите, кои што се јавуваат најчесто како компликација на некои од претходниве набројани на настинките. Потоа ринитот, односно воспалението на носот, фарингитот и ларингитот, тоа се воспаление на ждрелото и грлото, оној позади ходник што го имаме кога одиме на лекар, кога не гледаат. И тука уште би набројал ангината како бактериски причинител. Сите останати се потекнуваат во најголем случај од вирусно потекло. И би кажал тука една многу важна работа зашто ги делиме на горно и на долно. Горно респираторните инфекции најчесто се третираат симптоматски, затоа што во 90%, дури и над 90% од причинителите на горно респираторните инфекции се вирусите. И кај вирусите нашиот имунитет е тој кој што се бори, а ние треба да му помогнеме на организмот со ублажување на симптомите и со терапија која што ќе прими во тој период. Меѓутоа, исто така нема да му наштетиме на имунитетот, туку напротив ќе му помогнеме на имунитетот за да се избори со овие болести и многу кратко траат, не повеќе од недела дена. Она народското што го кажуваме, настинка лечел, не лечел, 7 дена ќе трае, така да тоа е тоа. Така, споменавте дека нели вирусите или бактериите ги предизвикуваат овие инфекции, но како до диагноза? Што ќе разграничи дали е вирусна или бактериска инфекција? Така, многу убаво прашање, значи симптомите се тие кои што не водат најчесто. Симптомите кај да не речем во глобалах сите горно респираторни вирусни инфекции се многу слични едни со други, значи кога имаме така едни катарални симптоми ги викаме во медицината или акутни симптоми на воспаление,
каде што се осеќате на вистина дека нешто се случува во организмот. Тоа пред се затнат нос или нос кој што тече, солзење на очите, кивавици, кашлици, температура може, меѓутоа не мора, и тоа ќе нагласам, или пак доколку има температура, таа не оди повеќе од 38 степени Целзиусови, заради тоа што тоа е еден од начините, природата така не створила како организми, кога вирусот не напаѓа, самиот наш организам ја крева за малце температурата, за да може со помош на зголемената температура да му оневозможи на вирусот да навлезе во организмот и да развие инфекција или понатамошни компликации. Заради тоа и тој совет што го викаме постојано, кога имате вируси, не земајте антибиотици, но исто така и не трчајте веднаш по лекови кои што ќе намалат температурата. Почекајте барем нека отиде до 38-38,5, ако и натаму продолжи, тогаш можете со лекови. Сето останато можете со оние старински лекови што ги знаеме, туширање со помлака вода, пиење доста течности, облоги, ладни облоги по телото, јадење свежо овошје, особено во овој период, зимскиот период, чај со мед, со лимон, се тоа убави совети кои што можеме да се ги направиме кога се соочуваме со вакви вирусни заболувања. Само во мал процент останува на бактериските и што најчесто би не навело како лекари да помислиме на бактериски причинител, тоа е кога имаме температура повисока од 38,5, која што трае со денови, не се спушта, и симптомите почнуваат да се посериозни. Значи имаме така, тоа можеби народот веќе го знае, кога докторите викаат може да се спушти на плуќа или за да не се спушти на плуќа, кога ќе отидете на лекар ве слушни, имате наот на белите дробови, што и тоа не мора да значи дека е бактерија, меѓутоа тука во тој дел веќе почнуваме да размислуваме дијагностички, да правиме лабораториски исследувања кои што ќе ни помогнат да видиме дали се работи за бактерија или за вирус. Доколку се работи за бактерија, се почнува со антибиотски третман. Во сите спротивни случаеви се продолжува само со симптоматска терапија, односно се лекуваат симптомите и се помага самиот организам да го совлада вирусот. Колку често пациентот се упатува на рентген снимка? Нели велите може да се спушти на плуќа? Всушност рентген снимката покажува каква е состојбата на белите дробови? Тоа се многу ретки случаи, видете, зависи и од типот на пациентот. Секогаш треба да ја гледаме сликата не само во однос на теоретски што значи болеста, туку и во пракса секој индивиду е приказна за себе. Така да ако вие имате пациент кој што има одредени ризици, носи сам по себе одредени ризици, старата популација над 65 години, популацијата со сериозни хронични заболувања од типот на срцеви хронични заболувања, диабет, астма, хронични бронхити, они веќе си носат некој товар зад себе, така да многу е важно да не пропуштиме нешто кај овие пациенти. И не само рентгенот, туку и сите други исследувања дијагностички, кај нив ќе ги направиме малце порано, па можеби и превентивно ќе започнеме со малце поагресивна терапија, за да не се случи компликација која што ќе заврши со лош исход по нивното здравје. Рентгенот конкретно го правиме кога имаме наот веќе на белите дробови, кога се сомневаме на пневмонија. Тоа е веќе во долните респираторни патишта, меѓутоа кога го начнавте веќе кажеме, пневмонијата исто е важно да ја следиме со рентген, не само за да диагностицираме, туку и откако ќе почнеме со третманот, потребно е да направиме контролна рентген снимка за да видиме дали има ефект, односно дали се опоравува пациентот и се чисти белодробието од тој воспалителен процес. Така, инфекциите нели ги напаѓаат и возрастните и децата, меѓутоа најчесто се децата, оние кои што се на удар, оние кои што нели имаат послаб имунитет и често имаат реинфекции, нели? Мајката вели, ете пред 2 недели беше болно, повторно еве го болно. Која е разликата? Дали само во имунитетот или можеби нешто треба да се додаде кај децава во начин на исхрана, дали треба суплементи дополнителни? Голема е разликата. Јас тоа го имам забележано во пракса, дека обично
ги третираме децата како миниатурни возрастни суштества, што не е така. Децата си се приказна за себе, си носат свој имунитет, си носат своји природни карактеристики и мораме да ги гледаме како такви. Децата до 6, кога зборувам за деца, зборувам од новороденче до некои 12 години, па се од тинејџер натаму веќе ги сметам како повозрастни и тука веќе можеме да ги третираме како возрастни особи на некој начин во медицината. До 6-тиот месец новороденото носи имунитет стекнат од мајката, кој што го добил преку во фазата на раѓање, кога се сече попочната врвца, низ таа папочна врвца бебето комуницира со плацентата на мајката и го добива тој имунитет стекнат од мајката, кој што го штити до 6-тиот месец. Сега тој критичен период е после 6-тиот месец, кога веќе бебето е оставено само на себе да се справува со околината. И тука секој вирус кој што ќе се сретне со организмот на бебето, бебето не го запознал претходно, нема искуство во неговиот имунитет, во неговите имуни клетки, за да се справи да се бори веднаш со него и заради тоа ќе почне да пројавува симптоми. Многу е важно заради неразвиениот имунитет кај децата, овие симптоми траат малце подолго. Ако возрасен човек и со настинка и со обични благи симптоми што ги велиме, ќе помине во период 3-4, максимум 7 дена, децата знаат и 2 до 3 недели да бидат болни со овие симптоми и многу често повторувачки. Во просек децата се разболуваат 6 пати во годината, меѓутоа тоа е просек кој што е земен во поголема граница. Деца се земени од првата година до 10-та, 12-та година, со што мораме да потенцираме помалата група на деца, значи во периодот од 1 година до 4 години, кога започнуваат со градинка, кога го остваруваат контактот со надворешниот свет, они остваруваат контакти со сите микроорганизми во надворешниот свет, па на тој начин они бидејќи не се сретнале претходно, имунитетот не го памти тоа, се разболуваат и од тој момент веќе стекнуваат на некој начин искуство кон тој вирус, па така децата кои што се од да речеме 8-та, 9-та, 10-та година па натаму поретко заболуваат во споредба со помалите деца во предшколската возраст. Значи да не се плашат мајките, доста често секој месец може детето да им е болно. Така се учи организмот, нека не се обидуваат во стаклени ѕвона да ги ставаат децата, не можете буквално. Кога и тоа дете да излезе, прв пат ќе треба да се соочи со тие вируси. Вакцините штитат за одредени заболувања, меѓутоа не за сите, конкретно за настинката, за сите овие горнореспираторни грипот што ги напоменав, кога и да е, првиот контакт мора некогаш да го оствари и да разболи детето. Така да совет до сите родители, млади, особено со мали деца, внимавајте само на симптомите, следете ги симптомите, истото правило како за возрастните, до 38 целзиусови степени не третираме со антипиретици, антибиотици, во никој случај се додека не го донесе тоа доктор, базирано на докази, ако имаме испитувања за тоа. И внимавајте исто така на вашите деца, доколку некој има со посериозно заболување во домот, затоа што, како што кажав, нивниот имунитет е кревок, нов, и они се, заедно со групата на стари лица над 65 години, бремени жени и хронични, луѓе со хронични заболувања, они се ризик групите за да развијат компликации при ваквите, за сите нас останати бенигни, односно со добар исход, со добар крајен исход, лесни заболувања. Да, така. Како да ги ублажиме симптомите на овие инфекции во домашни услови? Така, ова е едно од клучните прашања кои што јас секогаш работам со своите пациенти да ги советувам како самите да си помогнат во домот и како правилно тоа да го направат. Реков дека симптомите на горнореспираторните заболувања најчесто се тие 3-4 симптома кои што ги набрав на почетокот, е сега како тие да ги менаџираме додека сме дома. Да започнеме од кашлицата. Кашлицата може да биде сува
и може да биде продуктивна или влажна кашлица. Доколку е сува кашлица, многу е важно грлото да не остане и натаму иритирано, затоа што таа кашлица е надразнителна, постојана. Важно е грлото ние да го подмачкуваме со течности, со чаеви, со вода, медот и лимонот играат многу важна улога тука. Понатаму продуктивната кашлица е таа кашлица која што нас ни е потребна во организмот. Не смееме таа да ја запираме. Тоа е нешто што многу грешат пациентите кои велат кашлам, плукам, дали и понатаму треба да кашлам, може ли нешто да ми дадете за да ја смири кашлицата? Таа кашлица ни е потребна заради тоа што го испрлуваме тоа што може да заврши во белите дробови. Тоа е рефлексен механизам на организмот и можеме само да си помогнеме на тој начин што кога ќе престанеме, кога нема да имаме веќе што да испрлуваме, тогаш да преминеме на овие лекарства против кашлица, односно сирупи се најчесто што ги препишуваат лекарите. Инаку и во тој случај надоместување на течности, чаеви, витамините се исто многу важни тука, витаминот С пред се. Една од грешките кои што ги правиме е тоа што витаминот С, односно лимон ставаме во чајот. Тоа е грешка затоа што витаминот С е термолабилен, не е стабилен. На температура над 30 целзиусови степени самиот витамин С се разградува. Заради тоа е потребно свежо да го внесуваме. Сега во зимските услови, бидејќи немаме многу храна која што содржи витамин С, и не можеме да ги задоволиме потребите, тука јас би ги додал оние суплементи. Витаминот С би препорачал една таблетка од 500 мг кај здрава особа во овие зимски месеци од периодот ноември до февруари. Додека веќе сте со симптоми, тогаш таа доза се дуплира. Земате сабајле и навечер. Тоа е една препорака онака од суплементите, скорисен совет. Во однос на носот кога е затнат или кога тече, многу треба да внимаваме да не дозволиме во носот да се развие бактериска инфекција. Тоест, самиот затнат нос знае да предизвика како компликација синузит, воспаление на синусите, кои што ако се воспалат и на нив се насее бактерија, многу тешки се за лекување и симптомите се малце посериозни, имаме потешка главоболка, болка во предел на лицето, температура знае да се развие. Како превенција за тоа да не се случи, кога сте настинати, кога носот ви е затнат или кога ви тече, користете спрееви, користете физиолошки раствор или можете солена вода дома, да сварите вода, да ставите 2-3 лажички сол и со таквиот раствор да го испирате носот, исто како што на малите деца им го правиме, можете и вие тоа да го правите, тоест возрастните. И исто така важен совет во однос на тоа е носот како таков многу е подложен на дополнителни инфекции во текот на зимскиот период. Заради тоа треба секогаш да ни биде носот проводен за дишење, да не дишеме преку устата, затоа што преку носот веќе е тој првиот филтер за сите оние вируси и бактерии. И други симптоми, температурата веќе кажавме како е да ја ублажуваме, до кој степен да земаме, кога да не земаме лекови. Болка во грлото знае исто често да биде симптом. Болката во грло обично така некогаш знае стварно да влијае на човекот, има проблеми со голтање. Во тој случај се земаат оние драже или спреи кои што се лижат за да ја ублажат таа болка. Не многу можеме да направиме за тоа во домашни услови. Не посегнувајте по алкохол и раки. Знам дека тоа е првиот совет кој што го даваат веднаш старите. Меѓутоа, како генерален заклучок на тоа, нека биде често пиење течности, одмор кога сте болни, односно настинати. Внимавајте на физичката активност, значи не треба целосно да се запоставите дома, да легнете и да не станувате во кревет, треба да излезете малце, барем на 15 на минути на свеж воздух, да пропешачите. Друг совет во однос на температурата, витамините
пред се во свежа форма, да не биде тоа готвено, варено, преработено и така натаму. Претходно споменавте дека ваквите симптоми траат отприлика 7 дена. Што доколку продолжат, нели се лекуваме на овие начини на кои што ги кажавте и симптомите продолжуваат и после 7-миот ден. Кога треба да се обратиме на матичниот лекар? Так, убаво е тоа прашање, кога да се јавиме на лекар. Кога ги кажав ризичните групи, децата, старите и хронично заболените, они треба малце порано да се обратат на лекар, за да се следи таа состојба уште од почетокот. Останатото население, ние ги викаме во медицината такви црвени знамења, во кој момент да го подигнат нивото на опасност сами за себе и да се обратат на лекар, се додека температурата е на ниво на кое што е под 38 степени, тоа и натаму вели дека е вирус, се додека немаат болки во градите, односно при дишење не осеќаат свирежи во градите, потешкоти да се земе воздух, да се извади воздух, значи се уште е горе инфектот, причинителот, не е во белите дробови. И исто време траењето што го спомнавте. Вирусите обично траат 7 дена, во кое што треба да имаме една крива каде што на почетокот ќе почнат симптомите, негде 3-4 ден ќе биде пикот, тоест врвот на симптомите, тогаш најлошо ќе се осеќате, и после 3-4 ден треба да има подобрување. Доколку после 3-4 дена не осетите подобрување од тоа како сте се чувствувале вчера или завчера, тоа е веќе момент дека треба да се консултирате и советувате со вашиот лекар, можеби нешто друго се случува. Така, сега да се осврнеме малку повеќе на грипот, какви симптоми дава, меѓутоа еве да го поврземе и со COVID-19, бидејќи сега бројките почнуваат да растат и во нашиот регион секако. Како да разликуваме кога треба да направиме тест, а кога ќе биде нели симптом на грип? Во однос на тестирањето, јас ќе кажам дека секогаш треба да правиме тест во моментов. Сега ова што го кажуваме заради состојбата со пандемијата што ја имаме и поради високите бројки, се што ќе не наведе на симптоми кои што се поврзани со грип или со ковид, треба да се тестира за да се потврди или исклучи едното или другото. Со најновите истражувања од август 2020 FDA, Агенцијата за безбедност на храна и лекови на ниво на свет, има донесено тест кој што тестира истовремено и ковид и грип и на тој начин ни дава подобра насока кон што да третираме. За ковид многу се збори во периодов, би сакал малце повеќе за грипот, зашто некако како да го заборавивме, грипот како сезонско заболување е познат со години наназад. Симптомите се тие кои што ги знаеме, како да правиме разлика помеѓу грип и настинка. Јас тоа би ја навел натаму дискусијата. Грипот започнува нагло. Значи грипот од здрав човек имате одеднаш човек кој што лежи во постела или не способен за да функционира. Грипот обично почнува со симптоми од типот на нагла болка по мускулите на телото, целото тело, нагла тешка главоболка, температура знае да се јави и тоа доста висока и треска, а понатаму во вториот, третиот ден веќе почнуваат и оние симптоми на настинка кои што ги кажавме претходно, зад над нос, болка во грлото, кашлица и така натаму. Разликата е во еден момент значи настинката, симптомите најпрво започнуваат овие симптоми што се на настинка, со нос, со грло, со кашлици. Кај грипот почнува нагло, не е тоа постепено како што е кај настинката, и грипот започнува со општи симптоми, па понатаму продолжува со специфични за горно-респираторниот систем симптоми. Друга разлика која што можеме да ја направиме е тоа што тежината на самото заболување. Грипот е, иако
омаловажено, грипот е сериозно заболување. Ние и во минатото, па и денес имаме луѓе кои што завршуваат, доста луѓе кои што завршуваат со лош исход од грипот. Грипот води кон болничко лекување. Грипот знае да се комплицира и да доведе кон посериозни, комплицирани заболувања кои што настанале од самиот грип. Така да не е туку така нешто за да не му се посвети внимание. Мораме да внимаваме. На Западот и во Соединетите Американски држави популацијата се вакцинира за грип како една од превентивните механизми. И кај децата да направиме еден осврт, кај грипот кај децата, кај нив треба да се внимава исто на хигиената на рацете. Сите овие горнореспираторни и респираторни инфекции се пренесуваат по аерокапков пат, односно потребно е контакт човек-човек на помалце од 2 метри дистанца, кај што болниот преку зборење, кашлање, кивање, пеење, ќе му ги пренесе тие ситни капки во кои што се содржи вирусот и кај тој човек што бил здрав преку носот или устата ќе навлезат и ќе се предизвика заболување. Кај децата доста е честа и трансмисијата по пат на раце, затоа што обично пипаат многу работи со рацете и кај нив е потребна помала инфективна доза. Помала доза на тој вирус да навлезе во организмот за да предизвика заболување. Кај возрастните, бидејќи веќе сме стекнале некаков имунитет, потребна е поголема доза да внесеме од тој вирус за да предизвика заболување. Така, кога веќе делиме корисни совети, зборувате дека сите овие заболувања се заразни, маската може да штити освен од ковид, нели и од ваквите заболувања и од грип. Секако. Како правилно да ја користиме? Секако. Маската е може би една од главните причини зашто во изминатата година и две имаме помалку случаи на регистриран грип во споредба со претходните години. Кога користиме маска, многу е важно да знаеме како да не направиме повеќе лошо отколку добро со маската. Маската секогаш кога се користи треба да се внимава кој дел од маската се фаќа, кога не се фаќа и колку често ги миеме рацете пред и после користењето на маската. Значи, маски има неколку типа. Сега, заради тоа што омикрон варијантата и според куќата за контрола на инфективни заболувања, CDC во Америка, последните истражувања велат дека за омикрон варијантата N95 е маската која што нуди заштита, сите останати како што ги користиме се зголемува ризикот за да се инфицираме од заболувањето. Тоа е за типот на маската, а како ја користиме? При користењето на маската важни се неколку параметри. Значи, прво нешто е, пред да ставиме маска, треба да ги измиеме рацете. Потребно е маската да ја ставиме зависно од типот, доколку е маска која што се става позади ушите, ги ставаме врвките од маската позади ушите и внимаваме да горниот дел од маската е тој кај што има така една метална сајла. За таа метална сајла потоа да ја обликуваме околу носот за да затвориме. Целта на ставање маска е да не овозможиме простори, односно дупки од страните или од горе, за да ни навлегува воздух. Лицата кои што носат очила имаат проблем со замаглување на очилата, поради тоа и таа сајла да убаво се затвори тој простор за да не помине воздухот нагоре кон очите. При вадење на маската, тука се прават најголем број од грешките. Само пред да стигнам кај вадењето, во текот на носењето на маската не треба да го фаќаме делот кој што е надворешниот дел, затоа што туку ствари се лепат сите тие вируси и бактерии. И не треба да ја навлажнуваме маската додека ја носиме. Ако во маската кивнете, тогаш таа маска повеќе ја нема таа заштита, тој слој, односно филтер кој што го нуди. Влажната средина ја уништува заштитната вредност на маската. И при вадењето многу е важно да ја вадиме на начин на кој што нема да ја допираме надворешната површина, односно таму кај што се залепиле вирусите, бактериите, туку почнуваме од ушите, во најблиската корпа, доколку е маска за еднократна употреба, овие N95 може да се користат и повторно. Ќе кажам и ако е потребно како. Значи, ја вадиме, ја фрламе и ги миеме рацете пред да направиме било каков контакт со носот и со устата. Тоа е
еден од начините за Постои тоа. опција како да заштедиме, да не ги фрламе секој ден маските. Имате вие еден практичен совет и за тоа? Така, јасно. Тоа во Америка се применува по болниците и по институциите кои што имаат повеќе медицински персонал. Таму користат N95 маски, значи вакви како сега ја што носам во моментот, за да се заштедат. Овие имаат одреден рок, може да се користат во повеќе наврати, повеќе денови. Самиот производител кажува колку, во просек се 40 часа, односно 5 работни дена за да се користат. Не се дезинфицираат ваквите маски, не се прскаат, не се ставаат во стерилизатор затоа што се уништува квалитетот и заштитната вредност на маската. Туку кој е советот? Советот е откако сте искористиле маската, да си земете од овие хартиени торбички што се со цврсти рачки, значи рачката да стои баш, да не паѓа кога ќе оставите маската врз неа, и маската ја вадите, ја обесувате за самата рачка, торбата треба да ја обележите со деновите од неделата. 5 такви торби ви се потребни, од понеделник до петок, зборувам за работното население, од понеделник до петок, и маската што е од понеделник што ќе ја ставите на таа торба, следниот понеделник ќе може пак да ја земете и да ја користите. Зошто? Затоа што сите вируси и бактерии кои што би застанале на маската, после 3 до 4 дена природно ќе изумрат. Многу е важно ваквата торбичка со маски кои што се веќе искористени да не ја оставиме на дофат на деца и да биде во просторија кај што нема да има влажност за да не овозможи влага и оштетување на заштитата на маската. Така. При крај сме на емисијата, доколку имате некоја порака за крај или совет, слободно може да се обратите на гледачите. Па не знам, мене ми беше многу убаво, фала ви за гостувањето. Совет и пораки до гледачите, внимавајте на овој период, зимски период е период кога чести се овие респираторни заболувања. Внимавајте здружувања, групирања, затоа што тоа е главниот начин на пренос. Повеќе излезете, иако времето е ладно надвор, вирусите не сакаат ладно, вирусите сакаат топла средина и се пренесуваат од човек на човек во колективи. Значи, повеќе внимавајте на својот имунитет, затоа што тоа е оној кој што ќе ве одбрани во овие времиња на бран на респираторни микроорганизми зимски. Би кажал исто така да внимавате на исхраната, повеќе бидете на течности, користете свежо овошје, свеж зеленчук, супи, чаеви, исто така регулирајте го спиењето, барем да имате сон од 8 часа навечер, кој што му помага на нашиот имунитет. Одмарајте, исто така еден од главните совети е тоа како стресот да не влијае на нашиот имунитет, затоа што навистина влијае. Менаџирајте со стресот, знам дека тоа е тешко, меѓутоа не можеме ние да менаџираме со стресот, меѓутоа можеме да ја контролираме нашата реакција врз она што ни се случува, така да колку можеме повеќе на тоа да се насочиме, ете тоа е еден од советите. И доколку имате некој заболен во семејството, посебно заради тоа што сега сме во пандемија, избегнувајте контакти на тој човек со останатите, а и вие што сте во домот заедно со заболениот човек, останете додека да оздравете сите. Добрата работа со омикрон варијантата е што трае доста кратко, после 2-3 дена веќе се ублажуваат симптомите од 5-тиот ден натака, ова зборувам според американските протоколи. После 5 дена веќе се пуштаат луѓето повторно надвор и назад во своите со продолжување на својот секојдневен живот. Благодарам многу на гостувањето. Сигурна сум дека нашите гледачи многу научија и добија практични и корисни совети. Фала ви уште еднаш на поканата. Поздрав, секое добро. Поздрав.